Дами и господа, председателот на владата на Република Северна Македонија, господин Зоран Заев. Почитувани присутни, следува рапорт на министерот за внатрешни работи од страна на командантот на единицата. Единица, мирно! Почетен поздрав, надежно! Господине министре, специјалната антитерористичка единица Тигар е подготвена за свечено одбележување на јубилеот 40 години од своето формирање, рапортира командант на единицата Митко Даневски. Полициски службеници, здраво! Здраво! Мирно! Оружје кон нога! На место тоно! Почитуван председател на владата на Република Северна Македонија, господин Зоран Заев. Почитуван прв заменик на председателот на владата на Република Северна Македонија и министер за политички систем и односи меѓу заедниците, господин Артан Груби. Почитувана министерке за одбрана, господја Радмила Шекеринска. Почитуван министер за внатрешни работи, господин Оливер Спасовски. Почитуван министер за здравство, господин Венко Филипче. Почитуван началник на генералштаб, генерал подполковник Васко Ѓурчиновски. Почитуван заменик министер за внатрешни работи, господин Назим Буши. Почитувана државен секретар, господја Магдалена Несторовска. Почитуван директор на Бирото за јавна безбедност, господин Сашо Тасевски. Почитуван заменик директор на Бирото за јавна безбедност, господин Ариф Асани. Почитуван директор на Агенцијата за национална безбедност, господин Виктор Димовски. Почитуван директор на Агенцијата за разузнавање, господин Еролд Муслиу. Почитувани и ценети семејства на загинатите припадници на единицата. Ценети представници на дипломатскиот кор, ценети гости, пријатели, семејства на загинатите припадници на единицата, почитувани представници на дипломатскиот кор, почитувани представници на медиумите. Дозволете ми во името на припадниците на специјалната антитерористичка единица Тигар и на Министерството за внатрешни работи да ви посакам добре дојде на свеченоста по повод одбележувањето на 40 годишниот јубилеј од формирањето на специјалната антитерористичка единица Тигар. Почитувани присутни, ве замолувам во текот на целиот денешен настан да бидеме одговорни
и да ги почитуваме пропишаните мерки за заштита од COVID-19. Ве замолувам за внимание. Ке се интонира химната на Република Северна Македонија. Мирно! О, граф! Почитувани, ве замолувам со едноминутно молчење да им одадеме почит на загинатите и починатите припадници на единицата. Сите даваме по нешто, некои дадоа се, нека им е вечна слава. Почитувани, пристапуваме кон одавање почит на загинатите припадници на специјалната антитерористичка единица Тигар и положување свежо цвеќе на спомен плочата. Ги поканувам представниците од владата на Република Северна Македонија, представниците од Министерството за внатрешни работи и семејствата на загинатите припадници на единицата да положат свежо цвеќе на спомен плочата. Го поканувам председателот на владата на Република Северна Македонија, господин Зоран Заев, во придружба на првиот заменик на председателот на владата и министер за политички систем и односи меѓу заедниците, господин Артан Груби, министерката за одбрана, господја Радмила Шекеринска, и министерот за здравство, господин Венко Филипче, да положат свежо цвеќе на спомен плочата.
Го поканува министерот за внатрешни работи господин Оливер Спасовски во придружба на државниот секретар господја Магдалена Несторовска и шефот на кабинет на министерот за внатрешни работи господин Митко Бојмацалиев да положат свежо цвеќе на спомен плочата. Го поканувам директорот на Бирото за јавна безбедност, господин Сашо Тасевски, во придружба на заменик директорот господин Ариф Асани и шефот на кабинет на директорот на Бирото за јавна безбедност, господја Сунчица Алексовска, да положат свежо цвеќе на спомен плочата. Ги поканувам семејствата на загинатите припадници на единицата да положат свежо цвеќе на спомен плочата.
Го поканувам началникот на одделот за специјални полициски операции, господин Бранко Трајановски, во придружба на командантот на единицата за брзо распоредување господин Вице Столески и помошник командантот на единицата за обука и поддршка господин Бобан Николовски да положат свежо цвеќе на спомен плочата. Го поканувам командантот на специјалната антитерористичка единица Тигар, господин Митко Даневски, во придружба на представници од единицата да положат свежо цвеќе на спомен плочата. Почитувани, во 70-тите години на минатиот век светот се соочи со тероризмот како нова и специфична безбедносна појава, што ја наметна потребата од формирање на специјални полициски сили. Во овој процес се вклучи и тогашната Југословенска федерација, формирајќи специјални полициски сили во сите тогашни републики. По успешно завршените подготовки, извршено е селектирање на кандидати кои на 13 март 1981 година започнуваат со работа како оделение на милиција за извршување на специјални задачи. Во текот на 1981-82 година, оделението преминува во станица на милиција за извршување на специјални задачи. Во 1991 година, станицата на милиција за извршување на специјални задачи се преименува во полициска станица за извршување на специјални задачи, која во 1992 година го добива називот Единица за специјални задачи. Во текот на 2001 година, единицата зема огромен удел во справувањето со безбедносната криза која ја зафати нашата земја, имаше и значајна улога во постконфликтниот период, интензивно работејќи на подобрување на безбедноста и враќање на довербата на населението од кризните подрачја кон полицијата и безбедносните сили воопшто. Во втората декада на новото столетие, како последица од конфликтите на Блискиот Исток, се појавуваат нови терористички закани, овој пат преку исламскиот радикализам како феномен кој нужно наметна потреба од преструктурирање на специјалните полициски сили воопшто. На почетокот на оваа година, како резултат на реформите во Министерството за внатрешни работи и реорганизацијата на Бирото за јавна безбедност, извршена е и последната трансформација на единицата.
Целта на оваа трансформација е прилагодување кон новите предизвици во борбата против тероризмот и организираниот криминал како најголема закана во новото време. Денес, кога се одбележува јубилеот 40 години од формирањето и континуираното функционирање на единицата, официјално ги представуваме новите обележја и назив на единицата – специјална антитерористичка единица Тигар. Почитувани, следува церемонијата за доделување на новото знаме на специјалната антитерористичка единица Тигар. Ги замолувам знаменосците да ги завземат своите места. Го поканувам командантот на единицата да пристапи кон реализација на церемонијата. Го поканувам министерот за внатрешни работи да го додели знамето на командантот на единицата. Следува чинот на церемонијална смена на знамето пред објектот на специјалната антитерористичка единица Тигар. Почитувани присутни, ве замолувам да станете. Ги поканувам председателот на владата на Република Северна Македонија, господин Зоран Заев, и директорот на Бирото за јавна безбедност, господин Сашо Тасевски, пред бината да ја проследат манифестацијата. Специјалната антитерористичка единица Тигар во периодот од 40 години во неколку наврати ги менуваше својот назив и ознаки. Денес официјално го промовираме новото знаме и амблем на специјалната антитерористичка единица Тигар.
Ве замолувам да се вратите на вашите места. Го поканувам командантот на специјалната антитерористичка единица Тигар, господин Митко Даневски, да се обрати пред присутните. Почитувам председател на влада на Република Северна Македонија, господин Зоран Заев. Почитувам прв заменик на председателот на влада, господин Груби. Почитувам министер за внатрешни работи, господин Спасовски. Почитувана министерке за одбрана, госпоѓа Шикеринска. Почитуван министер за здравство, господин Филипче. Почитуван заменик министер во Министерството за внатрешни работи, господин Буши. Почитувана државен секретар во Министерството за внатрешни работи, госпоѓа Несторовска. Почитуван директор на Бирото за јавна безбедност, господин Тасевски. Почитуван заменик директор на Бирото за јавна безбедност, господин Асани. Почитуван началник на Генерал-штабот на армијата на Република Северна Македонија, господин Ѓурчиновски. Почитувани директори на Агенцијата за национална безбедност, господин Димовски, и на Агенцијата за разузнавање, господин Муслиу. Ценити представници на дипломатскиот кор, почитувани градоначалници, почитувани поранишни команданти на единицата, почитувани раководители и представници на Министерството за внатрешни работи, почитувани семејства и роднини на припадниците на единицата, ценити гости и соработници, почитувани припадници на специјалната антитерористичка единица Тигар, ценити представници на медиумите. Посебна чест и задоволство ми представува да ве поздравам денес по повод одбележувањето на јубилејот 40 години од формирањето на специјалната антитерористичка единица Тигар. Овој период од 4 децении за единицата не беше ниту едноставен, ниту мирен. Беше период на бурни случувања во кои нашата држава и нашиот народ, а со нив и нашата единица, се соочуваа со многу предизвици и искушенија, војни конфликти во земјата и регионот, непрекината борба против терористичките закани и организираните криминални групи. Но, во исто време, тоа беше и период на постојан раст и развој на единицата, на модернизација и професионализација, период на интензивна обука, развој, успеси и признанија. Период на трансформации и реорганизации претрпи последната година. Последната реорганизација направена на почетокот на оваа година за исполнување на потребните безбедносни стандарди што произлегуваат од членството во НАТО алијансата. Во овој процес единицата изврши зајакнување на кадровскиот и техничкиот потенцијал. При тоа, акцентот е ставен на модуларноста на формацијата, специализираните тимови, како и на специјалностите на секој припадник поединечно. Ваквата структура, но и високите критериуми за избор и обука на кадри на единиците и возможија континуитет во функционирањето, како и приспособување кон потребите за ефикасен одговор на сите предизвици. За денес со гордост можеме да кажеме дека специјалната антитерористичка единица Тигар представува високо професионална, организирана и врвно опремена формација во рамките на безбедносниот систем во државата. Од формирањето до денес, низ редовите на единицата поминаа на 700 припадници на македонската полиција, кои со својата професионалност, храброст, висока мотивираност и пожртвуваност, најчесто извршуваа задачи во високо ризични и крајно екстремни ситуации, во кои несебично се жртвуваа за постигнување на целта и по цена на сопствениот живот. Посебно место во историјата на нашата единица имаат припадниците кои, извршувајќи својата должност, на првата борбена линија го дадоа и недрагоценото, ги положија своите животи. Спомен плочата во нашата база, која на скромен, но на многу силен начин сведочи за патриотизмот и надчовечката храброст на нашите херои, кои вечно ќе живеат во нашите спомени. Во изминатиот период, со голема поддршка на раководството на Министерството за внатрешни работи, успеавме да изградиме стратешки капацитети за функционирање на единицата, организиравме селективни курсиви за надополнување на професионалниот кадар и интензивиравме обуката на специјалните тимови, а воедно ја зголемивме и соработката со сродните единици на регионално и меѓународно ниво. За прв пат оваа година нашата единица ќе биде учесник на конференција на Атлас групата,
во која учествуваат сите антитерористички единици на земјите членки на Европската Унија. На тој начин продолжуваме да градиме мостови на заеднички вредности и цели за глобален мир и просперитет. Денес, кога живееме во време на бројни закани ризици од глобални размери, кои бараат брз професионален одговор, стекнатото искуство и постојаното вложување во кадровскиот и техничкиот потенцијал остануваат и понатаму врвен приоритет во нашето работење. Затоа и понатаму мораме да продолжиме да инвестираме и да ја градиме единицата како еден од најзначајните столбови на Министерството. Во оваа прилика сакам да упатам порака дека специјалната антитерористичка единица Тигар во изминатите 40 години беше и продолжува да биде чувар на уставниот поредок на државата во борбата против тероризмот и организираниот криминал, гарантирајќи го мирот, слободата и безбедноста на сите наши граѓани на нашата земја. На крајот дозволете ми на сите сегашни и поранишни припадници да им го честитам 40-тиот јубилеј, а на сите присутни гости да ви се заблагодарам за вашето присуство, со што ни го направивте денешниот ден уште посвечен. Благодарам. Благодарам, господин команданте. Го поканувам министерот за внатрешни работи, господин Оливер Спасовски, да се обрати пред присутните. Почитувани граѓани на Република Северна Македонија, почитуван председател на владата господин Зоран Заев, почитуван прв подпредседател на владата господин Груби, почитувана министерке за одбрана Шекеринска, почитуван министер Филипче, почитуван заменик министер Буши, почитувани припадници на дипломатскиот кор во Република Северна Македонија, почитуван началник на Генералштабот на армијата на Република Северна Македонија, почитуван градоначалник на градот Скопје, Шилегов и другите градоначалници присутни на оваа манифестација, почитувани припадници на македонската полиција, почитувани припадници на единицата Тигар, почитувани представници на медиумите. Иако во претходните години ја имав и честа и задоволството заедно со вас да го чествуваме денот на формирањето на нашата најелитна политичка единица Тигар. Сепак морам да нагласам дека денешно одбележување на датумот 13 март има своја исклучителна посебност и тоа од две причини. Првата е дека денес одбележуваме еден многу значаен јубилеј, а тоа е 4 децениско постоење на единицата, и втората, фактот дека како резултат на нашите заеднички реформски напори за сеофатно техничко, материјално, професионално и организацијско унапредување на Министерството за внатрешни работи и неговото вредносно стандардизирање согласно критериумите на НАТО и на Европската Унија, ја промовираме единицата во специјална антитерористичка единица Тигар, назив што сосема соодветствува со новата структура, концепцијска надградба на оваа полициска организациона единица. Тоа пак без никаква дилема можеме да го оцениме како логичен епилог на еден системски, динамичен, професионален, 4-деценијски раст и развој на единицата, во кој што бројни генерации нејзини припадници, без оглед на турбулентноста на времињата, оставија силен и неизбришлив печат во создавањето на богато и успешно професионално портфолио, исполнето со бројни ангажмани, со самопрегор, со жртви, во името на примарната и основна политичка задача, заштитата и безбедноста на сите граѓани, но и на мирот и на општествениот поредок на нашата држава. И секако тоа е епилог и од нашите заеднички неколку годишни напори преку конкретни активности и инвестирање во драстично подобрување на материјално-техничките, професионални
и организацијски капацитети на единицата. Да ја сообразиме како со потребите на Министерството за внатрешни работи, така и кон потребите и предизвиците на новите околности и трендови што влијаат врз екзистирањето и развојот на модерните демократски општества во Европа и во светот. Во тој контекст, дозволете ми да истакнам дека успешно го надминавме долгогодишниот акутен проблем на недостиг на соодветна техничка оперативна опременост на единицата, тргнувајќи од базичните потреби, целосно подобрување на материјално-техничката опременост на секој еден припадник на единицата, а преку комплетна набавка на полициска опрема, соодветна на намената и посебните специјални задачи на единицата, реализирани во 2018 година. Истовремено, напоредно со тоа елементарно опремување на полициските специјалци, тргнавме во инвестицијски процес на квалитативно подигање на техничко, тактичките и оперативни капацитети на единицата, при што примарно ни беше реализација на таквите активности строго да се одвива врз основа на реални потреби, вклучително и врз основа на постигнувањата на зацртени европски полициски стандарди. Таквите цели, како што гледаме денес, веќе ги достигнуваме, со право горди на потенцијалите, на постигнатиот професионален статус и перформанси на специјалната антитерористичка единица Тигар, која сега буквално по ништо не заостанува од истородните елитни полициски единици во Европа. Она што особено сакам да го потенцирам е уверувањето кое што всушност сите ние го споделуваме, дека ваквата специјална полициска служба е еден од најсложените, но и есенцијалниот сегмент во безбедносниот систем на Министерството за внатрешни работи. И во тој контекст, неопходно е оваа единица секогаш да биде, како што впрочем докажала во своето богато минато, целосно подготвена, крајно ефикасна, технички и кадровски екипирана, речиси до перфекција, а сето тоа во името на специфичните и сложени задачи што пред неја се поставуваат во секојдневното работење. Тоа е цел и мотив кој што постојано и упорно мора да тежнееме, и тоа не декларативно, туку конкретно, со дело, со активности идентични на се што заедно преземавме во последните 4 години. Низ годините наназад, преку секојдневните и пред се успешни активности, единицата достигнуваше и воспоставуваше нови и високи стандарди, етаблирајќи се како суштински дел од полицискиот систем на функционирање. Факт што мора да се почитува, но и обврска да се одржува тој факт таков како што е. Се разбира, голема кредибилност и доверба значат и големи очекувања. Но јас немам дилема дека специјалната антитерористичка единица и во иднина ќе биде секогаш на висината на задачите. Темелна и ефикасна во заштитата на сето она што им е доверено по устав и по закон. На крајот дозволете ми во свое лично име, во името на раководството на Министерството за внатрешни работи, најпрви да се заблагодарам на семејствата на починатите припадници на единицата, кои што се вградија во темелот на македонската државност. Да се заблагодарам на Министерството за одбрана, на Генералштабот, на владата генерално, на градоначалниците и локалната самоуправа, кои што помагаат заеднички работат, на Македонскиот полициски синдикат. Да се заблагодарам исто така на Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање. Исто така да се заблагодарам и на дипломатите со кои што заедно работевме и добивавме поддршка за да ги имаме овие резултати и да го прославуваме и со почит да бидеме горди на ова наше дело. А воедно сакам на сите припадници на единицата, на сегашните, на поранешните команданти, на актуелното раководство, да им честитам овој голем 4 деценијски јубилеј на единицата која што од денес
е специјална антитерористичка единица Тигар. Да посакам успех на личен, меѓутоа и на професионален план. Да живее специјалната антитерористичка единица Тигар, да живее македонската полиција и Република Северна Македонија. Благодарам. Ви благодарам, господин министер. Го поканувам председателот на владата на Република Северна Македонија, господин Зоран Заев, да се обрати пред присутните. Почитувани припадници на специјалната антитерористичка единица, почитувани роднини и пријатели на нашите специјалци, почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почитувани гости. Овој голем настан, суучество на највисоките представници на владата, на Министерството за внатрешни работи, на останатите агенции и служби од безбедносниот сектор, во присуство на високи гости од дипломатскиот кор, како и во присуство на семејствата на повеќе генерации на припадници на специјалната антитерористичка единица, е посветен токму на оваа единица. Денеска специјалната антитерористичка единица, популарно позната како Тигар, одбележува 40 години од своето постоење. Тоа е сериозна годишнина достојна за прослава со сите највисоки почести, бидејќи специјалната антитерористичка единица денес е синоним за обученост според највисоки стандарди, кој ги налага борбата против тероризмот и високиот насилен криминал. Синоним за професионалност, за максимална храброст и подготвена да се спротистави на каков и да е предизвик со кој е доведена во прашање безбедноста на земјата и на граѓаните. За разлика од сите досегашни јубилеи, годинава, оваа значајна годишнина е посебно брендирана со нашето полноправно членство во НАТО, од што произлегуваат и заедничките безбедносни интереси со сите со земјите членки. Како членка на НАТО и на глобалната коалиција за борба против тероризмот, Северна Македонија со својот адаптиран воено-безбедносен систем, според стандардите на НАТО, свое значајно место има и специјалната антитерористичка единица, која е способена во борбата со насилниот екстремизам и тероризам да спроведува највисоки борбено-технички вештини. Борбата против тероризмот, радикализацијата и насилниот екстремизам и заштитата на националната безбедност и безбедноста на сите граѓани на нашата земја се во врвот на приоритетите на владата на Република Северна Македонија, а ова единица е еден од гарантите на овој приоритет. Промените низ нејзиниот историски развој биле последица на современите безбедносни предизвици со кои се соочувало општеството, па така и последната нејзина трансформација во специјална антитерористичка единица е производ од потребата на прилагодување на нашиот безбедносен систем кон новите предизвици за борба против глобалниот тероризам како закана на нашето време. Самиот процес на нејзиното формирање, нејзиниот раст и развој од 1981 до 2021 година, од станица на милиција за извршување на специјални задачи, преко единица за специјални задачи, до она што представува денес, современа, специјална антитерористичка единица на земја членка на НАТО алијансата, доволно говори за трансформацијата на единицата во согласност со усовршувањето и адаптирањето на безбедносниот систем на нашата земја. И внатре, во самата единица, растеа и се усовршуваа критериумите и стандардите. Секој припадник на оваа единица е апсолутно свесен какви ознаки носи на својата униформа и дека таа чест и привилегија од секој нејзин припадник бара крајно високи и специфични вештини и етика.
Радува и фактот што овие високи критериуми и стандарди се силна мотивација за многу млади луѓе кои имаат амбиција да станат дел од оваа единица на Министерството за внатрешни работи. Тој факт импонира, но и обврзува. Токму поради тоа владата секогаш ќе го поддржува Министерството за внатрешни работи во континуитет да вложува во развојот на единицата за постојана динамична надградба на секој неизин дел. Убеден сум дека реорганизираната и модернизираната специјална антитерористичка единица Тигар ќе го продолжи трасираниот 40 годишен пат на високо мотивирана, врвно организирана и подготвена служба, која заедно со сите останати сегменти на нашиот безбедносен систем е гарант за мирот и безбедноста на граѓаните и за заштита на уставниот поредок на државата. Почитувани припадници на специјалната антитерористичка единица Тигар, ви го честитам јубилеот. Оваа свеченост и вашата единица денеска испраќаат силна порака дека Република Северна Македонија има капацитетни формации и добро подготвен и функционален систем на национална безбедност за борба против сите облици на криминал, а особено за борба против тероризмот. Почитувани припадници на специјалната антитерористичка единица Тигар, јас и владата сме горди на сите вас. Благодарам. Ви благодарам, господин премиер. Почитувани, следува доделување благодарници, јубилејни плакети и награда за најдобриот припадник на единицата во изминатата 2020 година. Го поканувам командантот на единицата да ги додели јубилејните плакети и благодарници. Го замолувам председателот на владата, господин Зоран Заев, да пристапи да му биде врачена јубилејната плакета. Го замолувам првиот заменик на председателот на владата на Република Северна Македонија и министер за политички систем и односи меѓу заедниците, господин Артан Груби, да пристапи да му биде врачена јубилејната плакета. Го замолувам министерот за внатрешни работи, господин Оливер Спасовски, да пристапи да му биде врачена јубилејната плакета. Ја замолувам министерката за одбрана господја Радмила Шекеринска да пристапи да ја биде врачена јубилејната плакета. Го замолувам министерот за здравство господин Венко Филипче да пристапи да му биде врачена јубилејната плакета. Го замолувам заменикот министер за внатрешни работи господин Назим Буши да пристапи да му биде врачена јубилејната плакета. Ја замолувам господја Магдалена Несторовска, државен секретар во Министерството за внатрешни работи, да пристапи да ја биде врачена јубилејната плакета.
Го замолувам директорот на Бюрото за јавна безбедност, господин Сашо Тасевски, да пристапи да му биде врачена јубилејната плакета. Го замолувам началникот на одделот за специјални полициски операции, господин Бранко Трајановски, да пристапи да му биде врачена јубилејната плакета. Го замолувам командантот на единицата за брзо распоредување, господин Вице Столески, да пристапи да му биде врачена јубилејната плакета. Го замолувам началникот на единицата за интервентна полиција, господин Примислав Димовски, да пристапи да му биде врачена јубилејната плакета. Го замолувам господин Божин Божиновски, поранешен командант на единицата, да пристапи да му биде врачена јубилејната плакета. Го замолувам господин Љупчо Близнаковски, поранешен командант на единицата, да пристапи да му биде врачена јубилејната плакета. Го замолувам господин Тони Станковски, поранешен командант на единицата, да пристапи да му биде врачена јубилејната плакета. Го замолувам господин Славчо Петрушевски, поранешен командант на единицата, да пристапи да му биде врачена јубилејната плакета. Го замолувам регионалниот офицер за безбедност при амбасадата на Соединетите Американски држави, господин Хит Варт, да пристапи да му биде врачена јубилејната благодарница. Го замолувам господин Стефан Роперс, полициско аташе при амбасадата на Република Франција, да пристапи да му биде врачена јубилејна благодарница. Го замолувам господин Диего Мореи, полициско аташе од италијанската амбасада, да пристапи да му биде врачена јубилејна благодарница. Благодарам, команданте. Јубилејни плакети и благодарници добиваат и началникот на генералштабот генерал подполковник Васко Ѓурчиновски, директорот на Агенцијата за национална безбедност господин Виктор Димовски,
директорот на Агенцијата за разузнавање господин Ерол Муслиу, господин Лукас Кепиц, полициско аташе во Чешката амбасада, началникот на одделот за воздухопловни единици господин Ненат Алексовски, полковник Сашко Лавчиски, началник на оделение за специјални операции при армијата на Република Северна Македонија, полковник Муаре Муареми, командант на логистичката база при армијата на Република Северна Македонија, полковник Дарко Стојковски, командант на батальон за почести при армијата на Република Северна Македонија, полковник Оливер Зариовски, командант на батальонот за специјални намени Волци при армијата на Република Северна Македонија, полковник Ментор Саити, командант на ренџери при армијата на Република Северна Македонија, полковник Кире Николовски, командант на војната полиција при армијата на Република Северна Македонија, полковник Илчо Заковски, командант на инженериски батальон при армијата на Република Северна Македонија, градоначалникот на град Скопје господин Петре Шилегов, градоначалникот на Кочани господин Николчо Илиев, градоначалникот на Кавадарци господин Митко Јанчев, градоначалникот на Македонски Брод господин Живко Силјановски, градоначалникот на Делчево господин Горан Трајковски, господја Верица Милевска Стефановска од Комората за приватно обезбедување, господин Гордан Жупа од компанијата Дубина Сплит, Република Хрватска, господин Александар Петровски, директор на спортскиот центар Борис Трајковски, господин Горан Симоновски, директор на улици и патишта, господин Илија Малинковски од компанијата Микеј Интернационал, господин Димитар Мангутов од компанијата Диманко, господин Страше Јакимовски од компанијата Дени Интернационал Скопје, господин Сергеј Бангиевски од компанијата Камуфлаж. Почитувани, јубилејни плакети добиваат и поранешните команданти на единицата, кои денеска од оправдани причини не се присутни. Господин Бранко Бојчевски, господин Добре Апостоловски, господин Горан Здравковски и господин Тони Мандаровски. Посебна благодарност до компанијата Микеј Интернационал од Скопје и компанијата Чешка Зброевка од Република Чешка за донацијата со која техничката опременост на единицата е подигната на повисоко ниво. Го замолувам директорот на Бирото за јавна безбедност, господин Сашо Тасевски, да пристапи и да ги додели јубилејните плакети за служба во единицата на припадниците. Ги повикувам припадниците на единицата со 10, 20 и 25 години служба да пристапат да ги примат јубилејните плакети.
Ќе ве замолам уште секунда, господин директор, да му доделиме јубилејна плакета и на господин Митко Костовски, поранешен командир. Благодарам, господин директор. Го замолувам министерот за внатрешни работи, господин Оливер Спасовски, да пристапи и да му додели плакета на командантот на специјалната антитерористичка единица Тигар, господин Митко Даневски, за особен придонес во промоцијата на професионализмот во Министерството за внатрешни работи. Го замолувам министерот да додели плакета и подарок на Горан Стрезовски, кој по 20 години континуирана работа во единицата заминува во пензија. Благодарам, господин министер. Го замолувам председателот на владата, господин Зоран Заев, да пристапи да му додели плакета на командантот на специјалната антитерористичка единица Тигар, господин Митко Даневски, за особен придонес во промоцијата на професионализмот во Министерството за внатрешни работи. Го замолувам премиерот да додели награда за најдобриот припадник на единицата за 2020 година. Благодарам, господин премиер. Почитувани присутни, ве повикувам заеднички да го проследиме промотивниот видеоспот на специјалната антитерористичка единица Тигар. Специјални единици на Министерството за внатрешни работи по 12 часот, од како истече рокот, се го постави владата да се воспостави контрола и ред во затворот во Игризово.
Ротация 2, Ялова С7, выгружен минуты запряжены. Го следиме прелетот на хеликоптерот со новото знаме на специјалната антитерористичка единица Тигар.
Почитувани, ги повикувам VIP гостите да ја посетат спомен куќата и да се потпишат во спомен книгата. Почитувани гости, со ова го завршуваме и официјалниот дел на прославата. Ви благодариме за присуството и вниманието со кое не следевте.